Денеска во Кочани во работна посета беше министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој заедно со градоначалникот Николчо Илиев направија увид во градежните активности на сообраќајната инфраструктура во градот. Министерот Бочварски го посети булеварот од Осије Паунов, каде што се градат 5 кружни текови, а предстои и рехабилитација на коловозот во должина од 1,5 километар. Денес имаме еден убав проект кој што го видовме, а тоа е регулација на цел еден булевар со 5 кружни текови, каде што централната влада даде подршка на општина Кочани од 6 милиони денари, остатокот од средствата ги обезбеди општината и ова е пример како партнерски се работи за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Знам дека во Кочани вака никогаш не се градело, знам дека ова е навистина убав период за градот, кој што се гледа дека сите проекти кои што со години тлееле, стоеле и нереализирани, денеска се веќе во фаза на реализација. Вложувањето во сообраќајната инфраструктура ќе помогне во регулацијата на протокот на возила, но и за безбедноста, за да се избегнат сообраќајни незгоди, особено за заштита на пешаците, додаде Бочварски. Овие кружни текови значат не само регулирање на сообраќајот, значат и безбедност. Замислете колку само ќе помогнат овие кружни текови или овие средства вложени во кружни текови, доколку се избегнат одредени сообраќајни незгоди, доколку нашите граѓани, пешаците се побезбедни, и тоа е суштината и целта на сите овие проекти кои што ги правиме. Паралелно со оваа улица или овој булевар веќе е влезен во првиот повик и е избран изведувач преку програмата на Светска банка, кој што Министерството за транспорт и врски исто така дава подршка на општините и ќе биде реализиран уште веќе во текот на наредните денови. Ќе започне целосна реконструкција на овој булевар и секако уште две наредни улици кои што ги аплицира општина Кочани, кои што влегуваат во вториот повик и ќе бидат во тек на реализација во наредниот период. Градоначалникот Николчо Илиев истакна дека со подршка од буџетот на владата на Република Северна Македонија во Кочани досега се реализирани повеќе значајни инфраструктурни зафати кои имаат капитално значење. По овој булевар се движат доста возила, доста е прометен и има многу вкрстување на улици споредни кои навистина заради безбедноста, односно заради поминувањето преку булеварот, беше доста небезбеден и имаше токму на овој дел и често пати сообраќајки со поголеми материјални штети. Од тие причини сметам дека со ова решение решаваме еден голем проблем на сите граѓани на општина Кочани и сите оние кои се движат во овој дел. Со оваа поддршка, со оваа помош што ни ја даде централната влада, успеавме да реализираме поголем дел од кружните текови кои што беа планирани на овој булевар. Министерот Благој Бочварски информираше дека во блиска иднина ќе започне реализацијата на проектот за изградба на објекти за сместување на околу 200 лица од ромската популација, а се подготвува и проект за изградба на уште една социјална зграда со 35 станови за семејства од социјално ранливи категории.